Децата се почесто се заразуваат со ковид. Овој месец секој четврти потврден случај во Соединетите држави е кај помлади од 18 години. Добра вест е што клиничките испитувања покажаа дека вакцините најверојатно ќе може да ги заштитат и најмладите. Ковид вакцината на Pfizer е веќе одобрена за сите постари од 12 години. Незината примена веројатно ќе биде проширена. Компанијата соопшти дека делува и кај децата од 5 години. I'm very pleased to announce that we have the first data that we're going to be submitting to the FDA that demonstrates a robust immune response and a satisfactory safety profile for the Pfizer-BioNTech mRNA vaccine in children 5 to 11 years of age. Pfizer тестираше многу помала доза за малите деца, околу 1/3 од она што го добиваат поголемите деца и возрастните. Компанијата ги сподели овие податоци со специјалисти за заразни болести како доктор Френк Еспер. Despite the smaller dose in the smaller children, it actually showed to be as vigorous as the other data we had for older age groups. So we're seeing the antibody response as robust and the threshold, it's meeting that protective threshold. Иако децата имаат помал ризик за сериозна болест и смртен исход од COVID-19 во споредба со возрастните, бројот на случаи кај најмладите е во пораст, зашто варијантата Делта е позаразна од претходните. We had more people volunteering quickly than we could accommodate in the trial. 10-годишната Маја Хјубер од Њу Џерси била една од повеќе од 2000 деца кои учествувале во клиничките испитувања. Незината мајка, доктор Ниша Ганди, е лекарка во интензивна нега. Seeing people die from COVID, the fear of bringing COVID home to our family it has been and is terrifying. Семејството не знае дали Маја добила плацебо или вистинска вакцина. Но Маја знае што сака кога ќе биде целосно имунизирана. First thing I'm probably gonna do is have a sleepover, like a huge sleepover with all my friends. Pfizer планира да почне да ги доставува податоците до Агенцијата за храна и лекови до крајот на септември. Доколку е се во ред, регулаторот може да ја одобри за деца од 5 до 11 години во текот на октомври. Брзото одобрување може да помогне во спречување на ширењето на вирусот во училиштата. Во меѓувреме, Американската администрација за храна и лекови одобри користење на трета доза од вакцината на Pfizer за постарите од 65 години, како и за оние со одредени хронични заболувања. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.